добри ни дојдовте во уште една најнова емисија од наша сцена. Во ова издание накратко ќе дознаете сето она што е ново на македонската музичка сцена. Во пократката најава започнуваме веднаш со наша сцена. Гледајте не. Започнуваме со најновата наша сцена. Ние ќе започнеме со најновото музичко остварување кое што деновиве го реализира младата прилепчанка Сања Ристевска. Станува збор за најновиот нејзин видеозапис кој што носи наслов "Ке те полудам". Спотот се снимаше на неколку локации во Охрид во соработка со Импродукција. Повеќе од разговорот во продолжение. Почитувани гледачи, како и секогаш, така и денес во студиото на Импродукција имаме прекрасна гостинка. Добре дојде за Сања Ристевска. Добро ве најдов. Како се чувствуваш во нашата студија? Па, како и секогаш многу прекрасно. Гледачите може да те забележат дека имаш нов стајлинг. На што се должи? Нов стајлинг, огромна промена. Това може да го забележат гледачите. Голема благодарност на Влада, кој се погрижи за мојот стајлинг. И изгледам тотално ново. Поводот за твоето гостување во нашата емисија е снимањето на спотот за новата песна "Ке те полудам". Како течеше снимањето и каде се снимаше? Задоволна сум како течеше снимањето на мојата нова песна за мојот нов спот, насловена "Ке те полудам". Нормално како и секој еден спот, доста напорен, но сепак кај до каси. Чие дело е оваа песна? Ова дело е на Гоце Костовски пејак, музика текст и аранжман, голема благодарност до него. Делот спотот се снимаше во студиото на Импродукција. Каде се снимаше вториот? Спотот се снимаше, дел имаше во Прилеп, дел локација имаше во Охрид и локација во студио И. Кои се твоите очекувања од овој, можам да кажам, доста интересен спот ќе биде? Ќе го видат нашите гледачи за скоро време. Кои се твоите очекувања? Па моите очекувања се ова е стварно модерна песна. Се надевам дека младата популација би ја прифатила доста добро. Се надевам дека и старата, зошто да не? Песната е доста весела, ќе ја прифатат нашите. И е модерна песна. Спомнавме соработка со Импродукција, ова не е твоја прва соработка, имаш неколку пати си снимала со им. Често соработуваш, колку си задоволна од соработката со им? Соработката со Импродукција сум премногу задоволна. Голема благодарност до нив. Очекувам уште подобра соработка, се надевам дека и нормално дека ќе има уште многу видеозаписи, нови песни не очекуваат. Не одамна, пред известно време, ја промовира Марио внуче Сакано. Колку си задоволна од овој спот и какви беа реакции? Па, песната Марио внуче Сакано е наменета за мојот внук Марио, внукот сестра. Па, реакциите беа сите позитивни. Унапред знаев дека тоа ќе оди во позитивна смисла и е доста прифатена песна. Како реагираше Марио кога се виде во спотот? Дали беше среќен? Па нормално Марио, иако има 3 години, ја пее цела песна, ја знае на памет и нон-стоп кажува: "Тета, кога ќе снимаме друга песна?" Кои се твоите планови за 2018-та? Па за 2018 година нормално нови песни, нови записи. Па се надевам дека ќе биде се како што планирам. Пред да продолжиме со разговорот, предлагам да ја погледнеме Марио внуче Сакано, а вие почитувани уживајте. Секој
заспивам. И јас сакам нешто што ме радува, што ме буди среќна и сладко заспивам. Марио внуче сакано, на тета најмило, ти си на тета сонцето што ме огрева. Марио внуче сакано, на тета најмило, ти си на тета сонцето што ме огрева. Најмило, ти си на тета сонцето што ме огрева. Марио внуче сакано, на тета најмило, ти си на тета сонцето што ме огрева. Ете така, почитувани, уживавме во уште еден видеозапис на Сања Ристевска. Сања, да сумираме 2017-та, како помина, дали беше успешна за тебе оваа година? Па 2017 година за мене беше доста успешна. Се надевам дека 2018 ќе биде уште поуспешна. Неодамна се врати од Шведска, кој беше поводот за ова патување? Да, точно, се вратив од Шведска, имаше за Македонската црква како гуманитарна акција некоја беше и по повод тоа организира некоја црква. Таму настапи заедно со Ѓоко Таневски, така? Точно. Забавниот дел беше оставен на Ѓоко Таневски. А се разбира, народниот дел беше на мене. Преубава забава беше. Време остана? Па околу 2 дена. Малку време за прошетка? Па воопшто немавме време за прошетка поради тоа што моравме да се вратиме во Македонија, не чекаат доста работи, еве видео спотот, само што се вратив од Шведска, директно дојдов во продукција да се снима спотот. Каде во моментов публиката може да уживаат, твоите фанови да уживаат во твојата музика, каде најчесто настапуваш? Претежно настапувам на свадбени веселби. Се држам према тоа. Пред новогодишните празници настапувам во Македонија. Се разбира, да дочекаме добро новата година. Веќе си резервирана за дочекот на нова година, дали имаш нас? Нормално дека имам настап. Нема да бидам во Македонија, надвор во Македонија. Се уште нема да објавам каде ќе настапам. Имаш уште една нова песна, ајде нешто повеќе околу. Да, имам нова песна, насловена како Син денес жена. Таа песна е дело на Гоце Костовски пејак, исто, доста добра соработка. Голема благодарност до него, исто музика, аранжман, текст, све и на Гоце Костовски пејак. Па се надевам дека таа песна ќе биде хит, ќе слушнат гледачите. Самиот наслов Син денес женам дефинитивно е некоја најава за голем хит. Јас тука предлагам да направиме уште една музичка пауза, да го погледнеме твојот настап во студиото на Импродукција токму за оваа песна. Дојде денот, сине мој, за да
za ova živeam. Muzika nek sviri, oro nek se širi, a Irlija nek je svadba, gosti moji najmili. Почитувани гледачи, се враќаме во нашето студио. Пред самиот крај, Сања, уште што ќе им посакаш на нашите гледачи за новата 2018? Па за новата 2018 година многу љубов, многу среќа, а парите и со нив и бизнис сами ќе си дојдат. Ти благодарам што одвои време да кажеш збор два во нашата емисија, што ни откри нешто повеќе за новиот спот. За скоро време, како што кажав, нашите гледачи ќе имаат можност да го погледнат и да уживаат. Ти благодарам уште еднаш, ти посакувам успех и уште многу песни. И благодарам, голем поздрав до им продукција. Фолк дивата Елина Велевска деновиве го реализираше новогодишното шоу заедно во соработка со Им продукција. Елина во пријатна, опуштена и автентична македонска атмосфера новогодишното шоу го реализираше заедно со групата Чардак. Како што самата кажува, одбрани се 11 песни за ова новогодишно шоу. Почитувани гледачи, тука сме во друштво со Елина Велевска, која што туку го заврши снимањето на новогодишното шоу заедно во соработка со Интелевизија. Елина, како помина денешното снимање? Многу убаво, секогаш сум задоволна кога работам, посебно со Интелевизија, бидејќи уште еднаш ќе кажам, дома ми е најрелаксирано да го работам, бидејќи се наоѓате тука токму во Охрид. Нешто да се случува да не биде се на дофат, убаво се организиравме предходно. Имавме денес и статисти во шоуто кое што го приредивме, инаку се работи за еден новогодишен проект, подкрепен од групата Чардак.
Сакавме да направиме и да доловиме една традиционална македонска атмосфера и да биде добре дојдена во секој дом, посебно пред новогодишните празници. И ете тоа се случи денеска, направивме 11 песни, одбравме да бидат малку поживи и се направи навистина убав спомен кој што се надевам дека ќе се гледа и со статисти се беше осмислено, ајде да не кажам кореографија, туку имавме изнајмено гардероба и сакавме да доловиме некои сегменти како од поодамнешно време, онака во стара градска облека и момчињата ни беа онака со костими и со шеширчиња и сето тоа да изгледа на ниво како што сакам јас да изгледаат нештата. Да. Амбиентот тука бевме во Белведере во Охрид. Со нив имаме навистина одлична соработка, секогаш ни излегуваат за соработка, секогаш ни се достапни и ете со NTV го направивме ова нешто да биде токму одбележано како што треба, традиционално македонски. Какви песни се офатени? Кажавте 11, дали тоа се баш онака новогодишни брзи песни? Покераклиски? Гледав да бидат и некои мои опфатени, како Срце бакшиш ке ти дадам, една од песните кои што најмногу ми се бараат на моите настапи. Тука беше и Гледај ме, гледај Либе, која што имавме со групата Чардак, но не ни беше ете така промовирана многу. Ја ставивме и таа и се наоѓаат некои поживи песни. Ми излегла Евдан из чаршија, една мома с мајка е, Марија млада невесто, Подрум одам мајче, Каде сте македончиња. Има многу убави песни, некои не се со брз ритам, но гледав она што најмногу го сака публиката и да биде прифатено. Значи не само она што се слуша, туку и нешто да му наметнеме што може да му се допадне и се надевам дека ќе биде прифатливо од нивна страна. И некои песни кои што се малце подзаборавени. Да. Неодамна беше на кратка австријска турнија. Ајде малку неколку впечатоци. Имавме многу убава македонска забава, ќе кажам, со мојот колега Душко Георгиевски. Бевме многу убаво пречекани од страна на организацијата навивачкото друштво Македонска фаланга во Виена и имавме одлична забава. Повеќе од што очекуваа гости се собраја. Навистина за Виена тоа беше досега од моите ангажмани во Виена, ова беше најголема, најмасовна посетеност. Имаше над 300 гости, максимумот мислеа дека ќе биде 300, но се случи и повеќе да дојдат. Забавата помина навистина со многу песни, многу рефрени, многу македонска музика, бидејќи за тоа бевме таму појдени и се пееше се од Срце бакшиш ке ти дадам, од имаше многу убави рефрени кои што сакав да бидат застапени на таа забава. Само да се сетам кој беа, освен Каде сте македончина, ја излези Ѓурѓо. Имаше многу убави песни кои што Ако умрам или загинам, некои такви рефрени. Сега во моментов не ми паѓаат на памет, но навистина се направи една незаборавна ноќ и се надеваат на што поскоро видување повторно да направат една таква забава, што е можно побрз период. Што е следни ангажмани? Знаеме дека веќе си турбо некако во овој период. И да знаете, само што си дојдов од пат, дојдов на снимање тука во Охрид, инаку синоќа бев во Кавадарци, имав ангажман. Си дојдов од Прилеп и само што дојдов одма се подготвив, го снимивме ова. Изутрина заминувам за Бугарија, каде што имам 16 години од телевизија Планета, доделување на награди. Таму ќе настапам со Борис Дали, ќе отпееме еден убав дует. Што имаме, веднаш после тоа се враќам и го подготвувам настапот на фестивалот Роса, тоа е во четврток. И после тоа веднаш заминувам во петокот за Турција. Да, петокот летаме за Турција со Владко Миладиновски, во недела се враќам, понеделник снимаме кај вас новогодишно шоу и така цела таа недела ќе ни биде со новогодишни програми, со снимања.
И после тоа сум на 16 декември за Италија, во Канели, таму во близина Асти. И тоа е тоа, значи ангажмани многу, работа многу, само човек да сака да работи. Уште така, да ве прашам за новогодишната вечер, дали веќе е изготвен ангажманот или се во преговори? За новогодишната за сега немам ангажман. До сега немав некоја прифатлива понуда, да кажам, но ако не сум ангажирана, тоа сигурно ќе го направам со задоволство, барем да славам после 23 години кариера со моето семејство. Се надевам дека заслужуваат оправдано да славиме, така да ако излези некој ангажман добар, би се договорила, но ете за сега имам ангажман за 13 јануар, тоа ќе биде во Прилеп, во Ла Каса Гранде, таму бев и минатата година. Имаше една спектакуларна ноќ која што веднаш после тоа се договоривме исто да биде и за оваа година. И тоа е тоа. Јас не се замарам многу со ангажманите си доаѓаат сами, да, кога човек не ги притиска нештата на сила, сами ќе дојдат. Лена, ми останува да ти посакам прекрасна работна седмица и да се видиме повторно за 7 дена на новогодишната кај нас. Ви благодарам, се надевам дека ќе имаме и кај вас едно спектакуларно шоу, тука сте вие да го распространите низ цела Македонија и пошироко низ светот, низ диаспората, да гледаат што се случува во Македонија. Благодарим. Молам. Trebalo ljubov ti da razbudiš, ej vo srce volo, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo si ja naljub srećata. Bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi povaraš. Srce bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi povaraš. Patubam, kako je den život cel, da te poznavam, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo ke ja baram srećata, od togaš na niko drug, ne mi odi mislata, pokraj tebe samo si ja naljub srećata. Bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe, da go čuvaš dok sam živa, to halal da ti je. Srce bakšiške ti da dam, so nego da caruvaš, ušte utre dojdi raka, da mi povaraš. Srce bakšiške ti da dam, merak mi je na tebe,
за крај од оваа наша сцена ќе ве оставиме во добро расположение. Ќе го погледнеме најновиот микс од препеани народни песни од страна на Да Капо бенд, Младите момци и Мими Јованова, која што е придружен вокал на овој бенд.
ćerko, što misliš, što knjiga pišu? Тука е крајот на оваа наша сцена. Доколку успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај, повторна средба ви закажуваме и ви најавуваме за точно 7 дена. Благодарност до бутикот Мели од Охрид, кој што се наоѓа на улицата Јане Сандански, а се погрижија за мојот изглед. Довидување, македонци!